Беше тоа на 2 октомври 1924 година кога е роден Хиџет Рамадани, македонски и југословенски правник и политичар. Бил учесник во Народно-ослободителната војна на Македонија од 1944 година како инструктор на околискиот комитет на СКОј во Тетово. По ослободувањето бил учител од 1945 до 1955 година. Член на Комунистичката партија на Македонија од 1947, референт на околискиот народен одбор во Тетово, председател на Народниот одбор на општина Саракино, секретар и председател на општинскиот одбор на ССРНМ и секретар на околискиот комитет на Сојузот на комунистите во Тетово до 1966 година. Дипломирал на правниот факултет во Скопје. Бил член на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија од 1965 година. Председател на општествено-економски односи во општествено-политичките заедници и член на председателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија од 1966 година. Повеќе пати бил избиран за републички пратеник, председател на Собранието на Социјалистичка република Македонија, член на Советот на Федерацијата во 1970 и член на председателството на Сојузна република Македонија од 1974 година. Починал во Скопје во 1990. Беше тоа во 1927 година на 2 октомври, кога е роден Никола Тлјусев, еминентен економист, универзитетски професор, научен истражувач, академик, општественик, државник и литерат. Бил учесник во Народно-ослободителната борба во периодот од 1942 до 1945 година, а одлежал и на Голи оток, зашто бил исклучен 2 години од Универзитетот во Белград. Дипломирал на Економскиот факултет во Белград. Прв премиер на самостојна Македонија од 1991 до 1992 година. Почина на 17 јануари 2008 година. Беше тоа во 1967 година на 2 октомври во Скопје, во салата на ДТВ Партизан 3, двајцата ентузијасти, пропагатори на боречките спортови, Атанас Којчевски, професор по физичко воспитување, и Сеидо Теофиловски, студент со 117 младинци, го одржаа првиот час по карате во Македонија. На 2 октомври 1984 година е роден Горан Попов, пензиониран македонски фудбалер кој настапувал како играч од одбраната. Попов бил член на македонската фудбалска репрезентација за која одиграл 46 надпревари и постигнал 2 погодока. Својот прв погодок за Македонија Попов го постигнал на 30 мај 2004 година во победата над Естонија со 4-2. Беше тоа на 2 октомври 1985 година, кога во Скопје, во реванш над преварот од првото коло на Купот на УЕФА, фудбалскиот клуб Вардар од Скопје го победи фудбалскиот клуб Динамо од Букуреш со 1:0 и се пласира во натамошно учество. Беше тоа на 2 октомври 1991 година, кога сите странски средства за информирање оценуваат дека Белград почна нова офанзива против Хрватска и Југославија повторно е на работ на општа граѓанска војна. Беше тоа на 2 октомври 2000-та, кога во Скопје почина Александар Ивановски, македонски новинар, еден од основачите на весникот Вечер. Роден е во Скопје на 21 февруари 1937 година. 2 октомври е меѓународен ден на ненасилството.